Под слоганот "Сите не засега" годинава се одбележува Светскиот ден за борба против карциномот 4 февруари, кој има за цел да промовира позитивен и проактивен пристап во борбата против карциномот. Светскиот ден за борба против карциномот представува можност за зголемување на свесноста на индивидуално ниво на заедница, како и на владино ниво, со цел да се мобилизираат потребните ресурси и да се поттикне позитивна промена. Во Кочани во 2013 година Центарот за јавно здравје регистрирал 475 заболени од карцином. Таа бројка во 2014 се покачила на 513 заболени, вели директорката на Центарот Благица Ѓурковиќ, и додава дека на ниво на општините што ги покрива Центарот секоја година редовно се спроведуваат едукативни предавања и скрининг на колоректален карцином, односно за крварење во фетус. Од Сдруженијето за еманципација, солидарност и еднаквост на жените во Македонија велат дека предвидените активности за рано откривање на карцином на дојка не се спроведуваат, а во последната 2014 година активностите не се соодветно планирани. Во скринингот за рано откривање на карциномот на грлото на матката и покрај тоа што постои организиран скрининг, евидентирани се повеќе недостатоци. Не постои координација меѓу различните институции, извршители на скрининг на програмата и не се води соодветна здравствена статистика. Во Македонија годишно во просек од карцином на дојка умираат 277 жени, а од карцином на грло на матка 30, иако и двата вида карцином можат навремено да се откријат и излекуваат. Затоа, од Сдруженијето за еманципација, солидарност и еднаквост на жените во Македонија ги повикуваат надлежните институции во државата да одвојат доволно средства и да подготват и усвојат програми за скрининг на карциномите, со што би се намалила смртноста од двата споменати карциноми.